Дека Кочани порано или подоцна ќе ја добие детската градинка во населбата Драчевик е сосема известно, бидејќи незината изградба, иако со забавено темпо, сепак во тек. Меѓутоа, фактот што таа беше најавувана дека ќе биде реализирана уште во првата година од мандатот на актуелното општинско раководство, ја изфрла на површина ограничената подршка од централната власт кон проектите во градот на Оризот. Пролонгираната изградба на овој значаен проект можеби не би предизвикала негативни реакции кај граѓаните, доколку во меѓувреме во помали и поголеми општини низ државата не се изградија десетици детски градинки, или, ако само за време на својот краток мандат на актуелната министерка не се отворени 6 градинки со опфат на 416 деца и дека во финалната фаза се уште 4 градинки. Веројатно во 15 нови градинки кои се во тек на изградба и Кочанската, која реално неоправдано беше пролонгирана цели 3 години. Дека за некои градови за изградба на детски градинки има пари, а за други не потврдуваат двата објекта предадени во употреба во Струмица, потоа неодамна започнатиот нов објект за згрижување на деца во скопската населба Чаир, каде Министерството за труд и социјална политика ќе издвои 121 милион денари. Од друга страна, Кочани и за започнатата градинка нема да добие пари од државата, туку грант од Светска банка, заради подобрување на пристапот до услугите за згрижување и воспитание на децата. Инаку, градинката е проектирана на 2 нивоа со вкупно 6 занимални. Дистрибутивна кујна, 2 заеднички така наречени дневни соби поврзани со тобоган. Таа ќе биде од отворен тип со можност за поширока комуникација меѓу децата и за потикнување на нивната креативност. Во игралиштето ќе има рингишпил, јажење, ѕидови за качување и тактилна патека. Објектот ќе има најсовремена фотокаталитичка фасада, која ќе дава ефект на 40 дрвца и ќе го прочистува воздухот во околината од смог и загадување.